Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите. Филипче експресно ја одби поканата за лидерска средба. Мицкоски сепак ја планира за 14 јануари. Мицкоски е во тесно, му се брза и бара аливи за распишување на предвремени избори. Пораките се збунувачки, доскоро тие бараа лидерска средба, сега кога има лидерска средба, ја одбиваат. Инфлацијата лани поголема од очекувањата на владата и НБРМ. Надмина 4%. Најмногу поскапеле рестораните, хотелите, храната. Грипот зема замав. Бројот на заболени повеќе од двојно зголемен за време на празниците. Дали очекуваниот пик ќе го одложи стартот на второто полугодие? Доколку оцениме дека бројките се превисоки, ние можеме да дадеме како препорака да се донесе некаква мерка. Поплавени куќи и дворови, непроодни улици и заглавени коли. Пола Македонија синоќа под вода. Во Кичево евакуирани стотина жители. Све внатре е лом, и телевизори, фризидери, машини. Америка на нозе, откако агент за имиграција уби 37 годишна жена. За едни во самоодбрана, за други сосема без причина. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. Премиерот Христијан Мицкоски останува на намерата следната недела да содржи лидерска средба за укинување на техничката влада 100 дена пред избори, усвојување на законите од реформската агенда и избор на народен правобранител. Иако председателот на СДСМ Венко Филипче експресно ја одби поканата. Од ДУИ за сега немаат став, велат дека прво ќе ја почекаат формалната покана. Детали од Јана Јосиповска. Поканата за лидерска средба од премиерот Мицкоски уште формално не испратена. Лидерот на СДСМ Филипче експресно ја одби. ДУИ пак ќе чекаат официјална покана, па потоа ќе градат став дали ќе присуствуваат. Неполни 24 часа откако Мицкоски во телевизиско интервју најави дека ќе иницира лидерска средба со сите парламентарни партии за консензус за реформските закони и за укинување на техничката влада. Филипче на пресконференција порача дека нема да присуствува, бидејќи ја смета за алиби за распишување на предвремени избори, на кои доколку бидат распишани, сепак се подготвени да учествуваат, но со останување на техничката влада. Средба со криминалци нема да има. Нема средба за техничката влада. Мицкоски е во тесно, му се брза и бара аливи за распишување на предвремени избори. Мицкоски тендер коалицијата ВМРО знам, нека си ги распишат изборите сами, кога веќе се имаат испланирано, СДСМ нема да биде покритие за ова сценарио. Техничката влада мора да остане. Затоа што власта узурпираше се. Ние ќе учествуваме и сме спремни на избори кога и да ги распише ова најкорумпирана власт во Европа. И покрај ваквиот став на Филипче, премиерот Мицкоски останува на намерата денеска или утре и формално да ги испрати поканите за лидерската средба, која како што рече е планирана за 14 јануари во клубот на пратеници. Пораките од Филипче ги оцени како збунувачки и повтори дека не планираат предвремени парламентарни избори. Предпоставувам дел од врските кои што треба да ги одработи, а се содржани во тој менаџерски договор, ваквите навреди кон владата и одбивањето на вакви средби, но тоа е негов избор. Пораките се збунувачки, доскоро тие бараа лидерска средба, сега кога има лидерска средба ја одбиваат. Ние ќе градиме, ние ќе создаваме, се што е во наша моќ ќе сториме за да ги придвижиме процесите напред, а тие предпоставувам одбрале да продолжат да тонат во своето опозицијско политичко моќуриште. Од коалицијскиот партнер Вреди ја поздравија иницијативата на премиерот за лидерска средба и истакнаа дека се отворени за средби кои се во корис на институциите и граѓаните.
На средбата според најавата од Мицкоски, фокусот ќе биде на реформските закони, укинувањето на техничката влада 100 дена пред избори, како и изборот на народниот правобранител, кој е заглавен во собранието поради немањето Бадентерово мнозинство. Сепак дали и во кој формат таа ќе се одржи, останува непознато. Мицкоски и Филипче досега имаа само една тет-а-тет средба по изборот на новата влада, лани во април, на која беше договорена соработка со заеднички работни групи за реформската агенда и законите во делот на правосудството, енергетиката и здравството, но тие не дадоа позначајни резултати. Од ДУИ тогаш реагираа дека не биле поканети на средбата, која ја оценија како обид да се дисквалификуваат албанците од општествените текови. Инфлацијата во 2025 година ги надмина проекциите на владата и на Народната банка. Достигнала 4,1%, објави Државниот завод за статистика. А најмногу поскапеле рестораните, хотелите, храната, цигарите и алкохолот. Деталите од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Инфлацијата во 2025 година бележи пораст од 4,1% во однос на 2024, објави Државниот завод за статистика. Мерено според индексот на цените на мало, растот е 3,6%. Најголем пораст е забележан во групата ресторани и хотели, и тоа за 7,2%, потоа во групата рекреација и култура за 6,4%, алкохолните пијалаци, тутунот и наркотиците поскапеле за 5,9%, а храната и безалкохолните пијалаци поскапеле за 5,2%. Ваквиот процент е нешто поголем од прогнозите на Народна банка, која предвидуваше инфлацијата да биде 3,9%, откако ги коригираше предходните прогнози, кои предвидуваа дека таа ќе изнесува 3%. Премиерот Христијан Мицкоски вчера кажа дека инфлацијата е во рамки на нивните очекувања, со план годинава да падне под 3%. За таа цел најави повисоки казни за сенџирите супермаркети кои манипулираат со цените, а денеска порача дека ќе продолжи растот на економијата. 2026 е година во која што ќе се завршуваат проектите, ќе се ставаат во функција објектите и ова ќе биде година на големи крупни чекори во делот на градежништвото, во делот на образованието, во делот на енергетиката, во делот на економијата, се разбира, земјоделието и така натаму и така натаму. Генерално ќе биде година на реформи. Имаме јасен план, имаме јасна агенда. Често пати тоа го кажувам, граѓаните, но и бизнисот не треба да се грижат, бидејќи оваа влада работи според план, динамика и однапред подготвени решенија за сите потенцијални проблеми. Инаку мерено само за декември во однос на ноември, инфлацијата изнесувала 0,4% и во најголем дел се должи на зголемувањето на цените во транспортот за 5,8%. Грчките земјоделци ги затворија граничните премини Евзони и Ники кон Македонија во рамките на 48-часовната блокада, што предвидува денеска и утре да се блокира целата национална патна мрежа, споредните патишта и клучните патни правци во Грција, како и граничните премини. Сообраќајот се одвива непречено единствено на граничниот премин до Иран, каде што не се поставени блокади. Според грчките медиуми, доколку земјоделците не ги запрат протестите, владата е подготвена да го спроведе планот Б, што предвидува административни казни за оние што продолжуваат со затворање на патиштата. Најголем дел од децата распустот го поминуваат пред компјутерите и телефоните. Социолозите предупредуваат за ризиците. Помалите деца не може да ја разликуваат реалноста од фантазијата. Променливото време и празничните собирања нагло го зголемија бројот на заболените од грип, според последните податоци од Институтот за јавно здравје. Во првата недела од новата година бројот на заболените е 2,2 пати поголем во однос на претходната, а пикот се очекува со стартот на второто полугодие.
Сепак, негово одложување засега не се планира. Подетално за ова од Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 3 пати зголемен бројот на болни од грип во однос на минатата година. Во првата недела од новата 2026 година имало дупло повеќе заболени во однос на последната недела од 2025 година, кога имало 770 пациенти, а првата недела од 2026 година имало 1725 болни од грип, велат од ИЕЗ. Бројот на пријавени лица оваа недела во споредба со истата оваа недела на минатата сезона, кога бројот бил 331, е зголемен за 5,2 пати. А во споредба со истата оваа недела во последните 15 сезони, зголемувањето е за 38,7%. За епидемиолозите пикот на грипот се очекува за една недела, кога ќе почне учебната година, но засега нема најава за одложување на стартот на второто полугодие. Од ИЕЗ со препорака граѓаните кои се болни да останат дома и да одржуваат хигиена. Секако ќе продолжиме како институт да бележиме дали има пораси во иднина и на неделно ниво не да известуваме, доколку оцениме дека бројките се превисоки, ние можеме да дадеме како препорака да се донесе некаква мерка која што може би ја пролонгирала, секако доколку го забележиме тоа ќе превенираме. Според последниот извештај на ИЕЗ, највисока инциденца на болни е кај деца од 5 до 14 години, но е кај бебиња и деца до 4 години. И во клиниката Козле зголемен бројот на прегледи, дневно и над 250 деца, а хоспитализирани до последниот кревет во болниците. Најчесто се со симптоми на грип, односно зголемена телесна температура, болка во грло, болка во мускули, зглобови, носна секреција. Оние пациенти кои што треба болнички да се лекуваат, се хоспитализираат. Моментално за викенд забелешната состојба беше околу 90 лежечки пациенти. Денес како прв работен ден, секако ќе ги испишеме оние кои што се подобри за да направиме место за другите пациенти. Според ИЕЗ, најмногу случаи има во Скопје, Тетово, Куманово и Велес. Пола Македонија синоќа беше под вода по обилните врнежи од дожд. Поплави и потешкоти во сообраќајот имаше во повеќе региони. А во Кичево се евакуирани 100 луѓе, кои се згрижени во спортската сала Христо Узунов. Јорданчо Цветановски ги има информациите. Полека се стабилизира состојбата во Кичевскиот регион, кој синоќа по обилните дождови беше еден од најтешко погодените од силни поплави по излевањето на неколку реки во околината. Најпогодени беа 30 куќи на улицата Прилепска во Кичево, кои беа поплавени, а околу 100 лица се евакуирани и сместени во спортската сала Христо Узунов, каде што им се обезбедени храна, вода, кревети, душеци и кебиња. Градоначалникот на градот Александар Јовановски, кој денеска ги посети семејствата во спортската сала, за Канал 5 вели дека сите екипи се на терен и работат на расчистување на надојдената вода. Денови веќе се врши постојана дезинфекција во домовите на семејствата со цел да се спречи ширење на зарази. Донесовме одлуки 2 пати дневно од општа болница да оди екипа на лекари да ги посетува оние кои се болни и оние кои имаат потреба од преглед. Исто така договоривме со Народната кујна која е во рамки на општината Кичево да се обезбедат топли оброци за сите што се таму згрижени. Очекуваме во текот на денот испорака од Црвениот крст на Република Македонија на дополнителна количина на ќебиња, кревети и душеци. Мислам дека ако веќе задутре би можеле полека да пристапиме кон нивно веќе враќање во оние домови каде што ќе има услови. Ивановски кажа дека за погодените семејства ќе мора да се најде соодветно решение со оглед на тоа што голем дел од куќите во кои живеат се дивоградби. А дел од жителите на Кичево посведочија за тоа како изгледале вчерашните поплави, чија вода им навлегла во домовите и морале со брза реакција да се спасуваат. Све внатре е лом, и телевизори, фрижидери, машини, вода до овде имаме. Што да правиме? Имаме многу вода, многу голема поплава, значи многу куќи поплавени имаме овдека.
Како што информира од Центарот за управување со кризи, освен Кичевскиот, погодени од поплави се и Гостиварскиот, Охридскиот, Битолскиот и Тетовскиот регион, а дел од патиштата се тешко проодни. Во Тетовскиот и Гостиварскиот регион локалниот пат помеѓу селата Форино и Тумчевиште во општина Гостивар е тешко прооден. Во општина Охрид евидентирани се поплавени подруми, гаражи и дворови на повеќе локации во градот. Во Битолскиот и Преспанскиот регион, поради обилните врнежи од дожд, е забележано зголемување на водостојот на реките и излевање на повеќе водотеци, при што се поплавени голем број куќи и дворни места. Лошите временски услови изминатото деноноќие донесоа и снег на повисоките места и на планинските превои. Па поради тоа беше воведена забрана за движење на тешки товарни возила на патните правци Струга, Ќафа, Тетово, Попова, Шапка. Сите патни правци се проодни и никаде нема застој, кажа вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски по посетата на работниците на Македонија Пат, што го чистеле снегот на патот во близина на селото Скудриње. Вечерва сум на терен да ја видиме состојбата со справувањето со снежните наноси кои што веќе почнуваат да доаѓаат во Македонија. Тука сме во близина на селото Скудриње. Има две секции кои што се покриваат. Едната е Косоврасти, другата е Маврово. Би сакал да честитам на прекрасниот тим на Македонија Пат, на овие вредни луѓе кои што ги одржуваат чисти и проодни патните правци. Веќе сте ставени во функција сите камиони со кои што располага Македонија Пат, а исто така помагаат и компаниите кои што се ангажирани да работат на расчистување на снегот. Можам да кажам дека на ниво на држава сите патни правци се проодни и никаде нема застој. Како тече лекувањето на повредените во Кочани и кои се последиците и за пациентите и за лекарите? Подоцна во вестите интервју со доктор Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, директорка на клиниката за пластична хирургија. Демократската унија за интеграција бара итно расчистување на случајот со осветувањето на дел од новите полициски возила во кругот на МВР и институционална одговорност за сите функционери кои го возможиле верскиот ритуал во државната институција и не спречиле тој да се случи. Интегративците наведуваат дека не смее да се создава перцепција дека во државата постои доминантна или официјална религија во рамките на незините институции. Таквиот чин е целосно неприфатлив во држава која според уставот е секуларна и со мултиетничка и мултиконфесионална реалност, се вели во реакцијата. По фотографиите што се појавија на социјалните мрежи, на кои што се гледа како свештено лице осветува дел од новите полициски возила, што беа промовирани на крајот од минатата година, Одделот за внатрешна контрола при МВР потврди дека се води истрага што треба да утврди кој го викнал свештеникот во кругот на Министерството за да го изврши чинот. За случајот, преку објава на Facebook, реагираше и заменик министерот за внатрешни работи Астрид Тисени, според кого чинот бил извршен од неколку припадници на една сообраќајна полициска единица во соработка со свештеното лице и во никој случај не го представува институционалниот став или действувањето на Министерството за внатрешни работи. Како децата за време на зимскиот распуст да останат физички активни и креативни. Голем дел од нив студените денови ги поминуваат дома, пред компјутерите и смартфоните, чија прекумерна употреба, според експертите, носи и ризици. Ана Торевска-Мицевски. Колку време во текот на денот детето може да користи таблет или мобилен телефон, да игра на компјутер или да гледа телевизија, се само дел од прашањата кои што модерното време ги наметнува врз родителството. По првото полугодие од учебната година на зимскиот распуст, додека едни слободното време го минуваат на планина, други пак во топлите домови, најразлично го користат распустот, во друштво со врсниците или со електронските уреди.
Но неконтролираното користење си има своја цена. Онаа која ја плаќаат и родителите и децата во подоцнежниот развој од нивниот живот, предупредуваат психолозите. Влијанието врз психофизичкиот развој во најголем дел е негативно. Штетата ненадоместлива. Седењето со саати пред електронските уреди е делење од реалноста. Помалите деца не може да ја разликуваат реалноста од фантазијата и често пати оно што го доживуваат во виртуелниот свет се ни станува реалност, што е многу погубно. Не градат никакви лични механизми, копинг механизми за социализација, вештини не градат, немаат алатки да комуницираат, да зборуваат, да ги исполнуваат своите желби. Децата изостануваат да научат начин да се социализираат со околината, да градат партнерски врски, а тоа во подоцнежните години може да им создаде проблем. Децата мораат да минат на здрав начин низ сите фази од својот физички, ментален или сексуален развој. Виртуелната реалност токму тоа го попречува, вели Јовановска. Деца кои не седеле по интернет и не седеле на таблети, развиле способности, алатки да имаат како да комуницираат и да препознаваат. Наша одговорност како родителите е прво, колку време децата ќе останат на интернет, со кои содржини они ќе ги гледаат. Малите деца кои што се во развој, особено физички, треба да се активни. Родителска одговорност е на децата да им се пружи можност за активности, некаков спорт или пак пешачење во најблиската околина. Електронските уреди се реалност. Одговорност на родителите е какви деца ќе пораснат и како ќе се развиваат. Лузните на повредените од кочани се уште се третираат и не се знае уште колку долго тие ќе доаѓаат на третмани на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Вели во интервју за Канал 5 директорката на клиниката доктор Јасмина Ѓоргиевска-Павловска. За ова, но и за естетската пластична хирургија со неа разговараше Сања Трајковска-Ставров. 16 март 2025 останува како врежан датум кај нас сите и на некој начин за жал е одбележан или 2025 имаше многу жртви, меѓутоа ајде ќе кажам среќа во несреќа што голем дел од децата од повредените успеа да се спасат. Кажете ми што научивте како здравствени работници, дали беше голем предизвикот и каква поука може да се извлече од ова за понатаму? Никој не праша зошто сме тука, него што може да помогнеме. Значи, секој си ја знаеше својата работа како да сме едно, буквално. Ние како доктори кои што бевме во првите редови, доктори специјализанти кои што ги носеа, ги преносуваа исто пациентите нагоре, па кој како што влошува, анестезиолозите во карил. Сестрите, значи, безпрекорно си ја вршеа исто работата, си ја знаеа нивната, како да сме вежбали. Како некој пат имало некоја вежби, како секој да си ја знаеше својата улога тој ден, што како и треба да направи. Од хигиеничар до доктори, буквално. Првите 50 кои што се испратија беа во многу тешка состојба и општа состојба плюс и опекотините кои што беа по телото. И мислам дека беше направена најдобрата одлука во многу кратко време и благодарна сум на тоа што никој немаше его, него баш буквално сите работевме тимски, за да може тоа да успее и да може да ги спасиме сите животи. Колку од тие деца сега се лекуваат? Тие беа во странство, се вратија. Колку ќе трае нивниот процес на оправување од лузните и изгорениците? Тоа секако не може да се заврши преку ноќ, ниту пак се денови во прашање, туку предпоставувам години. Значи се уште имаме на клиниката за пластична хирургија можам да кажам околу 10 сега се, но сепак се и повеќе, пошто ние имаме и доктори кои што ни доаѓаат од странство меѓу време, со кои што комуницираме и они ги прегледуваат и они даваат своји сугестии, своји искуства, пошто
Не верувам дека има земја која што може да се справи, која што имала волку изгоретини, волку млади деца изгорени наеднаш. Мислам дека веќе најголем дел од децата се доста добри, каде што да, лусники имаат лузна за здравува, значи созрева до година дена, но кај некој секој индивидуално. Не може да се каже дека за година дена ќе нема лузна, не може да се каже дека таа лузна нема да изреагира на одредена температура или не. Секој сме индивидуа за различни за себе. Но сите тие се следат деца. Има, да, уште ќе си доаѓаат кај нас доста од нив и ќе си се дружиме, ќе бидеме, ние сме веќе една фамилија која што си помага на некој начин, они на нас, ние на нив, за да може да сите тие трауми, сите тие лузни кои што ги имаат, пошто не е само лузната надворешна. Тука повеќе и внатрешната лузна, која што, да кажам, целиот наш тим на пластична хирургија е инволвиран со сите нив. Колку македонските граѓани доаѓаат во клиниката и бараат естетска корекција? Има се поголема е, сега со трендот на Инстаграм и на ТикТок и на, ја не ги знам сите социјални мрежи кои се актуелни, многу од популацијата сака да ги стигне до некаде и тие слики кои што се појавуваат, но сепак да кажам тие се нереални, доста од нив. Реалноста е тоа што да, им се зголемува само довербата. Има луѓе кои што на вистина им треба естетска корекција, со тоа што ќе се чувствуваат поженствени, неве да кажам за жените. Со една составање на гради, значи она многу повеќе се добива насмевката на лицето, многу е како од срце како да излегува таа насмевка. Исто и корекција на очни капаци, на увциња кај децата. Значи, доведува до најголем дел од нив до зголемување на самодовербата и затоа уствари доаѓаат. И ние како клиника веќе подолги години, повеќе од 15 години, ги работиме кај нас како дополнителна дејност и можам да кажам дека најквалитетните лекари се тука кај нас. И имаме доста пациенти не само од Македонија, него и од странство кои што веќе доаѓа. Тие интервенции на зголемување на гради. Како? Отприлика, не знам, мислам околу 120.000 дали ќе ги кошта со импланти заедно. Некаде толку. Сега за сега се уште е таа цена. И мислам дека се најниски во регионот, пошто не се коригирани 12-13 години. И тука ги завршуваме вестите. Пријатна вечер.